Бугарија, а не Македонија е кочницата на коридорот 8. По информацијата дека бугарската влада ќе престане со модернизација на пругата кон Македонија, односно на делниците Софија-Перник, Перник-Радомир, а средствата ќе ги пренамени за домашните железнички проекти, македонските власти ги известиле европските институции, Европската инвестициска банка и Европската банка за обнова и развој, бидејќи имаме кредит во висина од 350 милиони евра. Николовски изрази жалење за ваквиот потек од Бугарија и остави отворен терен диалогот да продолжи. Со ова, како што рече, паѓа во вода пропагандата дека тој и Мицкоски има нешто против Бугарија, а соседите испраќаат политичка порака. Паѓа во вода целата пропаганда која што беше водена во изминативе 7 месеци против владата, првенствено против премиерот Мицкоски и против мене, дека имаме нешто против Бугарија, дека не сакаме да се поврзуваме, дека сме биле некаква сиоска Атина-Белград и слични глупости кои што беа дел од пропагандата. Но на крај, како велиме, вистината е најлесна, вистината излезе, а тоа е дека ова било само за лажување и оправдување и пред јавноста и пред европските институции, а намерите биле сосем различни. Во моментов се работи на завршување на втората фаза од Белјаковца до Крива Паланка, а за третата фаза, дали ќе се гради, се зависи дали ќе продолжи диалогот со Софија. Македонија формираше и работна група на највисоко ниво со цел да се изнајде решение за прекограничниот тунел. Нашиот предлог беше да се најде заеднички изведувач за пробивање. Последно, на 7 март, министерот за транспорт преку Македонското министерство за надворешни работи испратил и писмо до Бугарското министерство дека е формирана работната група во Македонија и се очекува максимална посветеност од Бугарија за железничко поврзување на Скопје и Софија. Втората фаза ќе ја завршиме сигурно, рокот е до октомври 26 година и тоа ќе ја направиме. Третата има смисла и инженерски се зборувам, само доколку се поврземе со Бугарија не можеме да изградиме тунел до пола, тоа никаде во светот го нема, така што мора да имаме договор. Инаку, потребата за промена на проектот се обелодени по доаѓањето на новата власт. Николовски откри дека била проектирана пруга која завршува во тунел без крај, а проектот тогаш требаше да чини дури 24 милиони за километар. Паралелно со преговорите со Бугарија, Македонија работеше на првата фаза од Куманово до Белјаковца, која беше пуштена во употреба во јануари годинава.